Физиолошките промени на листовите од зелката се резултат на голема концентрација на почвена и воздушна влага, велат агроекспертите. Станува збор за брчкање на листовите и нивно пукање, појава која не се должи на напад од инсекти или некоја болест. За да се спречи поголемо оштетување на раната зелка под пластеници, агроекспертите препорачуваат наводнување на зелката во почести интервали, но со помалку вода. Бидејќи растенијата немаат доволно транспирација, имаат заситено влага во почвата, преголема влага во почвата и во воздухот, и затоа доаѓа до тие оштетувања, кои оштетувања се манифестираат, со накадрување, набрчкување на листот, па дури и пукање, како што реков, пукање на горниот епидермис од листот. И сето тоа предизвикува до појава, односно до таа појава што ја спомнавме. За да се спречи ваквата појава, потребно е посебно на места каде што имаме нерамнини, односно влабнатини во самата површина, каде што се задржува поголем процент на влага. И површини каде што структурата на почвата е таква да ја задржува влагата, а после тоа со испарување ствара повеќе воздушна влага, потребно е да се врши наводнување кај зелката во почести интервали со помалку вода. Освен од влага, оштетувањето на листовите на зелката може да е предизвикано и од преголема доза на азотни ѓубрива, вели Спасов. Според него, треба да се внимава и на односот помеѓу азотот, калиумот и калциумот. Исто така е потребно да се изврши избалансирано ѓубрење. Ваквата појава, освен наведените причини што ги спомнав, околу влагата, предизвикува и преголемата доза на азотни ѓубрива во самото растение. За тоа е потребно избалансирана исхрана во самото растение, односно избалансирана исхрана на посевите од зелка. Пред се треба да се внимава на односот меѓу азотот, калиумот и калциумот. Бидејќи преголемата количина на азот, уште повеќе ги изфорсира, ги изнезнува лисната површина и тоа е еден од условите да се појави тоа. Доколку причината е веќе настаната, има отворени рани по листовите, а со тоа и можност од појава на пламеница на зелката. Спасов вели треба да се изврши третирање со соодветни фунгициди пред се на база на бакар, кои успешно ја сузбиваат пламеницата кај зелката.